Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Ако до вчера велевме нов ден, ново задолжување, од денес почнуваме да велиме нов ден, две задолжувања. До каде ќе стигнеме вака? Знае ли владата да прави било што друго, освен да не задолжува и да ни ископа по некое донацивче од некоја земја која се смилувала на нас јадните? Економската состојба во која не втурнавте веќе не е ни алармантна, туку е катастрофална. Како стапнавте на власт во 2017 година, ни го зголемивте јавниот долг за 3 милиарди евра. 600 милиони евра годишно не чини владењето на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Инфлацијата надмина 20%, а кај прехранбените производи 30%. И не е сегде криза и не се задолжуваат сите земји како нашата и не плаќаат сите земји камати како што плаќа нашата. Инфлацијата во еврозоната е 10%. Ние не живееме веќе. Ние се бориме за да преживееме, затоа што наместо визија за тоа како да продолжиме понатаму, вие мислите само како да не дозаглавите и кога конечно да го затегнете до крај јаремот кој што одамна ни го имате поставено околу вратот. Сега треба да дискутираме за предлог закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка, по договорот за заем за финансирање на проекти за, замислете, за градење на ефективни, транспарентни и отчетни институции за управување со јавните финансии. За каква транспарентност и отчетност говорите, кога клучните наоди од истражувањето за транспарентноста и отчетноста на предпријатијата во државна собственост, кое го објави Центарот за граѓански комуникации, вашата транспарентност изнесува само 28%. Ниту едно од 30 најголеми предпријатија во државна собственост, чии вкупни годишни приходи надминуваат над 700 милиони евра, нема високо или барем солидно ниво на транспарентност. И сега 20 милиони евра ќе не чини заемов за подобрување на транспарентноста и тоа заем кој ќе го отплаќаме во следните 11 години. Единствената светла точка на денешново задолжување е фактот што Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка ќе го контролираат трошењето на јавните пари, па се надевам дека нема да успеете да ги украдите како досега и дека граѓаните ќе видат бар денар бенефит од ова што го правите. 21,8% ни е степенот на сиромаштија. Живењето на нашите граѓани веќе не е само отежнато, туку има случаи во кои е и невозможно да опстојат. Да ве потсетам како ви велевме пред 2 години. Кој живее на кредити, ќе умира на рати. Тоа го правите денес, тоа го правите секој ден. А благодарение на вас и на начинот на кој што владеете, секој наш граѓанин веќе знае како се живее со кредити и каков е животот со заеми. Денес земаш заем, утре земаш друг заем за да го вратиш заемот што си го зел денес и така до провалија. За жал, веќе освен граѓаните и државата почна да живее по овој терк. Нигде инвестиции, нигде напредок, само задолжувања. И ние, како пратеничка група, веќе не знаеме кој пат да го фатиме со заемиве што ни ги ставате секојдневно на дневен ред. Еве за јавноста, сакам да ја прочитам целта на денешниот заем и ќе оставам јавноста да суди. Целта на проектот е подобрување на ефикасноста, транспарентноста и одржливоста на јавните расходи и зголемување на ефективноста на администрирањето на приходите. Кои јавни приходи сме чуле ли ние дека постојат
во последниве години било какви приходи. Ние слушаме само за непродуктивни трошоци, за заеми и за камати. Сме чуле и за приходи, но приходи по основ на казни, кои исто така ги плаќаат граѓаните. Да работевте како што треба, да донесевте живот како што ветивте, ќе имавме инвестиции и капитални проекти кои ќе го полнеа буџетот и немаше главата да не боли од пресметки на заеми, периоди за отплата и камати. Со работа се полни буџет, со работа се оди напред и со работа, посветеност и честност се градат ефикасни, транспарентни и отчетни институции кои честно ќе управуваат со јавните финансии. Но, како се вели, каква држава, такви институции. Колку што ни е честна и транспарентна државата, толку ни се честни и транспарентни и институциите. Откако го испокрадовте буџетот, откако јавниот долг на Република Македонија веќе и не знае за граница, немаме излез затоа што угоре ни е високо, удолу ни е длабоко. Не носите пред свршен чин, кога знаеме дека мора да се помага. Знаеме дека мора и да се заимуваме и затоа денес сме тука. Секој заем е показател дека државата не функционира во нормални услови, а кај нас заемите веќе не можат ни на прсти да се избројат. Јас би сакала да знам која сила може да ја направи оваа влада транспарентна и отчетна. Би сакала да ја знам таа сила која ќе ве натера да ја смените криминалната матрица и да почнете бар почесно да управувате со јавните финансии. Не знам како ќе ни помогне овој заем, но знам дека тонеме. И извештајот на Европската комисија ве оцени со една голема единица во делот кој се нарекува јавни финансии. Не сме ни помрднале во подобрување на управувањето со јавните финансии, финансиската контрола, финансиските и буџетските одредби. Управувањето со јавните финансии ни е само една од бројните хронични болести, а од друга страна немаме никаков импулс, никаква најава за реформи како држава. И како да веруваме дека ќе се подобрите и дека ќе ја подобрите, дека ќе ја оправдате целта на овој заем и дека овој заем правилно ќе се искористи. Со кредит ли се креира правна рамка, ви се молам? Со заем ли се прават отчетни институции? Ќе си купиме ли отчетни и транспарентни институции? Ако можат да се купат, еве јас прва ќе гласам за ваков заем. Наместо да помагате на граѓаните, наместо да земате кредити за образование, за средношколци, за студенти, за пензионери, вие се заимувате за да сте граделе ефективни, транспарентни и отчетни институции за управување со јавните финансии. Нешто што се подразбира дека мора да биде така ако имаме држава. Невиден феномен, страшно нешто. До денес капиталните расходи ви се под 50%. Кој ви е виновен што не се 90%, например? И во светот, со кој сакате да се споредувате и за кој велите сегде во светот е криза, капиталните инвестиции ли се под 50%? Не, почитувани. Кризата е светска, ама не работниците ни се домашни. За крај, едно ќе ви кажам. Со луѓе кои имаат различни цели, не можат да се прават заеднички планови. Нашата цел е помош и поддршка на граѓаните. А вашата цел, како што гледаме, е само како да ги дозаглавите. Ви благодарам.